Дали имате проценка колку културни богатства се изнесени од Македонија во овој период од самостојањето до сега? Официјални податоци тешко и да можат да се добијат, затоа што и никој не води прво таква евиденција, таква статистика, и тешко е и да се воспостави. Меѓутоа, во некакви прелиминарни обиди кои се правени, лично и јас себе за потребите на моите истражувања, со оглед дека се бавам со таа проблематика, врз основа на информациите од медиумите и тоа што ми беше достапно во документацијата од формирањето на македонската држава до, јас ги истражував до 2004, значи после тоа немам податоци, дојдов до една фрапантна бројка од на 12.000 предмети кои се однесени претежно во Европа, а дел и во прекоокеанските земји. Зборувам за нелегалното, не е она што било предмет на легален износ, впрочем археолошките инели можеле да бидат отуѓувани на тој начин. По овој најнов случај на апсење на луѓе вмешани во нелегална трговија и криминал со археолошки богатства, гледаме дека таму биле вмешани и луѓе кои што непосредно се вработени. Еден од нив бил и инспектор во управата за заштита. Колку и како државата е вмешана во овие операции? Знаете, државата има обврска да ги штити, да се грижи, тоа е првенствено нејзина должност. А во поглед на инволвираноста на службени лица, како и во сите други области е можно, теоретски не го исклучувам. Во конкретниот случај се сомневам дека колегата тоа е вмешан, затоа што тој со години имаше тесна соработка токму со полициските органи, со органите на прогонот, а политиските методи, барем од она искуство што го имавме низ годиниве, често пати прибегнуваат и кон метод на провокација, значи се улога на провокатори, така да овде чинам дека се работи за погрешни проценки, веројатно мотивирани од некои други потреби, али што немаат врска нити со организиран криминал, нити со заштита на културното наследство, но тоа не е моје да проценувам, не сакам да навлегувам, зборувам врз основа на она што го имам како сознание за конкретно тие луѓе кои се од тој државен орган. Инаку, ако тоа се докаже, нели, презумција на невиност, ако се тоа докаже дека е така, дека органите на прогонот, во случајот полицијата, има право, тогаш тоа веќе е добива сосем други димензии и веројатно ќе отвори и многу други прашања, но сакам да верувам дека овде сепак се работи за некои превид. Што мислите, колку од ваква непроценлива, од тие 12.000, од ваква непроценлива се изнесени од земјата? Од исклучителна вредност за кој. Знаете, проблемот е во идентификацијата. Сознанијата се од општа природа, а за да докажувате вредност треба сепак да имате податок за кој предмет е точно станува збор, од што е составен, од кое време потекнува, од кој локалитет, во кој контекст е неговата вредност, неговото значење, така да она што во литературата се знае од каталозите кои се достапни и од она што е објавувано се наидува на вредни експонатите, вие што го споменавте краторот. Меѓутоа, знаете, клучниот проблем на оваа наша држава е тоа што го нема решено основното, азбуката, јас така ја нарекувам, идентификацијата, евиденцијата на тоа што го имаме, за да еве во вакви случаи кога противправно ќе се располага, да се активираат механизмите на Интерпол, на Европол или нели зависи, или на национално рамниште од другите служби. Како вие ќе барате потрага ако не знаете што барате? Второ, заправо и тоа е најглавното, ниедна меѓународна институција, како Интерпол, особено Европол, нема да се впушти во потрага, а ниту пак ќе можете како собственик или
како држава, да иницирате постапка за реституција ако претходно немате воспоставено заштита на тоа што ви е предмет на побарување. Значи, за да имате реституциони барања, легално, според конвенциите, а и според нашите закони, да иницирате таква постапка, првата работа што морате да ја приложите како доказ е актот за заштита, односно правната основа, ако не е поединечен акт, ако се работи за заштита екс леге, така велиме ние, по сила на закон, во тој случај морате да дадете објаснување за таквата основа. Во случајот не сум во тек што и какви процедури се за реституција на кратерот, дали воопшто се покренати, но се сомневам дека ќе се успее во процедурата, познавајќи спецификите на самата постапка. Така да имам големи резерви во тој поглед, во оперативноста, се додека некој во оваа држава не се свести дека треба многу посериозно внимание да се стави на прашањето на евиденцијата, на идентификацијата на движните добра со кои располагаме. Имаме некакви податоци во јавните установи, музеи, библиотеки, архив, кинотека, меѓутоа тоа што е кај приватници, во приватните збирки, но и не мора да се во колекции, може да се поединечно кај граѓаните. Некои основано, легално, некои нелегално ги држат, но тоа прашање ете никој не се осмелува да го отвори и да почнеме нешто да ги средуваме работите. Дали ова сомнеш за вмешаност на некои луѓе кои што се од властите, од надлежните што би требало да го штитат културното богатство, всушност индицира дека некому тоа едноставно не му одговара? Знаете, јас имав долго време проблеми како менаџер на една од тие институции задолжена за заштита. Имав сериозни проблеми со вмешаноста на високата политика во некои матни работи. Не мора тоа да биде директно, тоа може да биде доволно само како поддршка, па макар и премолчено, нели, дејствување, сепак и тоа е дејствување. Така да имаме ние проблем со етиката, со протекторската свест овде, дури и во сферата на јавните власти.